Државите од Г20 сочинуваат околу 60% од светското население. Заеднички тие се одговорни за околу 80% од глобалното економско производство и 75% од целиот глобален извоз. Групата е основана во 1999 година при азиската финансиска криза. Првично за да се состанат министрите за финансии и лидерите на централните банки од индустриските развиени и држави во развој за да одговорат на соочувањата на глобалната економија. По финансиската криза во 2008 година на самитите на Г20 се приклучија и шефовите на земјите членки. Еден од најголемите успеси на Г20 беше брзиот одговор на глобалната финансиска криза во 2008 година. За да ја вратат светската економија во нормала, земјите членки воведоа мерки во вредност од 4 трилиони долари, ги отстранија трговските бариери и спроведоа големи реформи во глобалниот финансиски систем. Председавачот на самитот е ротирачки и секоја година доаѓа од различна држава. Годинава тоа е Индија и самитот ќе се одржи во Њу Делхи, а до година домаќин ќе биде Бразил. Целта на секој самит е земјите да издадат заедничка изјава со која ќе се обврзат на акција, иако декларацијата не е обврзувачка. Во пресрет на овогодинешниот самит Индија ќе одржи повеќе од 200 состаноци поврзани со Г20 во повеќе од 50 градови. Еден од најголемите приоритети на Индија за самитот ќе биде решавање на потребите на глобалниот југ за се, од економско закрепнување до климатска правда и пристап до вакцини за COVID-19. Но дури и ако Индија сака да го задржи фокусот на економскиот развој, тоа може да биде засенето од руската инвазија во Украина, додека индискиот министер за надворешни работи инсистира на одвојување на Г20 и војната на Русија против Украина. Конфликтот годинава веќе доминираше на повеќе состаноци на Г20. Западните земји воведоа санкции против Русија и поголема финансиска поддршка за Украина, а земјите во развој како Индија беа воздржани. Најинтересните средби се на маргините на самитите на Г20. Например, самитот во 2017 во Хамбург, Германија, каде што поранешниот американски председател Доналд Трамп за прв пат се сретна со рускиот председател Владимир Путин, одржувајќи повеќе состаноци кои траеа по неколку часа. Самитот во 2022 година ја одбележа првата лична средба меѓу американскиот председател Џо Бајден и Ши Џинпинг, лидер на Кинеската комунистичка партија.